Централниот одбор на СДСМ утринава одлучи да ги врати пратеничките мандати. Ова значи дека меѓу другите и 7 штотуку избрани пратеници од изборната тројка во парламентот нема да седнат. Да, Централниот одбор на седницата која се одржа во текот на вчерашниот ден и во доцните ноќни часови, едногласно одлучи да бидат вратени пратеничките мандати. Зошто најголемата опозицијска партија се одлучи на овој чекор? Председателот ЗАЕС веднаш после изборниот процес на 27 во 19:05 часот излезе и дефинитивно кажа дека изборите се нефер, недемократски и изборите не ги признава. Дали со ова партијата не влегува во ризик кој може да реперкуира поголеми последици за неа, но и за останатите? А тоа не го сметаме, бидејќи ова представува единствен излез за партијата и за граѓаните на Република Македонија да живеат во една слободна, просперитетна и демократска држава. Дали остануваат барањата за техничка влада и нови избори? Да. Што ако власта се оглуши? Понатаму ќе одлучуваме за нашите следни постапки. Дали е можно некој од избраните пратеници да премине во независни? Ставот на Социјалдемократскиот сојуз е дека сите 120 пратеници ќе ги прифатат оставките. Дали имаше барања за оставка на Заев и Шекеринска? Имаше горен број на дискусии, горен број на дебати. На 11 мај е закажан отчетниот конгрес, за што ќе се секако дебатира. Дали е вистина дека за ова сценарио стојат странски фактори? Не. Дали СДСМ го презема ризикот за евентуалните последици? Секој одговорно раководство се ги презема нормално одговорноста за последиците. Очекувате ли било каква поддршка во ова од некоја албанска партија? За тоа ќе се разговара во текот на следниот период. За кога лично вие се надевате на техничка влада и нови избори? Не би шпекулирал со никакви временски тајминзи. Се останува значи на времето да видиме како ќе се одвиваат настаните во државата.